Приватните 19-ка, 20-ка, 22-ка, 52-ка и 54-ка наместо на улица останаа во гаражите поради долг од град Скопје. На електронските табли на автобуските станици низ Чаир и Новоселски пат пишува дека приватните автобуси сообраќаат, но кога најавеното време ќе помине, нив ги нема. Тоа најмногу создаде незадоволство меѓу граѓаните, кои реагираат дека ни криви ни должни повторно имаат проблем со користење на услугите на јавниот превоз. Нема 22-ка приватна. Ги нема денеска дело Нема, не. Луѓе одат на работа, на школа, по некои обврски, на термин. А ја видов, идејќи наваму, од Карпус 4, дека ги нема тие автобуси. Не возат денеска. Да, каснот немаш. Јас од Маđари идам, кај Кванташки пазар. Тројка Б не дојде, воопшто. А некои воопшто не ни идат. Приватните превозници Мак Експрес и Слобода превоз имаат еден куп натрупани проблеми и милионски долг, вели Залфа, првиот човек на Слобода превоз. Според Ленин Јовановски, градот им должи близу 42 милиони денари, а со новиот месец ќе дојде и нова фактура за октомври и оваа сума ќе се зголеми ако нема нова исплата. Долгот некако во континуитет расте и кај нас во принцип еден период ескалираше состојбата каде што приватните превозници во Слобода превоз не можеа сите да излезат да ги извршуваат обврските. Денеска ја проверив состојбата, долгот е 41 милиони 500 илјади денари, што е сепак прилично сериозна сума. Се надеваме, како што кажав, дека уплатите ќе течат тековно. Инаку пред неполни 2 недели Скопје за прв пат во историјата остана без јавен превоз, откако возачите на ЈСП протестираа поради неисплатена септемвриска плата. Прекинот траеше речиси цел ден, а автобусите се вратија во сообраќај откако беше донесена одлука да се пренаменат пари од други ставки во градскиот буџет, за да може ЈСП Скопје да им ги исплати парите на вработените.